прв сингл на неговиот Sunday Vibes, Друмови, го слушнавме Иван Кукич и како што тој често знае да каже изминатиот период на своја интервија, вистинска животна среќа е тоа што може да соработувате со најдобрите. И всушност вакви ветерани собрани и другото му даде и неговата музичка траекторија во животот, се вклучија токму во неговиот студиски албум, како што се Дадо Топич, Владко Стефановски и уште бројни мајстори кои што ќе ги сите кој од кои да. Еминентни имиња, да. Се договараме некој период со Иван Кукич, ама поради неговите ангажмани и со Владко Стефановски настапите последниот период, меѓутоа сега можеме да кажеме дека и како една соло маса околу тебе фан база веќе создаваш, имаш задача и ваму да гравитираш и оттаму да гравитираш. Па не е лоша годинава за Иван Кукич, ама и за Владко Стефановски, трие така некако да тиваме и тука. Особено дека знаеме потекнаше од едно од најмузичките семејства кај нас, родом од Струмица. Денес во Скопје со нас Иван Кукич, а и ќе потсетиме дека пред само неколку дена во Аудиокултура имавме прилика да го уживаме искуството во живо. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Убави се овие денови вака да ги собираш импресиите и аплаузот од секаде. Така е. Тоа се најубавите денови за мене. И среќен сум што се случија многу убави нешта во 2024 година. Меѓу другото и Sunday Vibes. Така е. Ова е проект кој што го работеше колку време, Иван, со оглед на тоа дека 2022 чинам дека потпишуваш со продуцентската, односно со Кроација Рекордс. Да. Ама во некој период тука се случува и баш експанзија на Иван Кукич. Мислам дека овие 2-3 години се вистинска експанзија за тебе. Така е. 2022 е договорот со Кроација Рекордс. Албумот го работам повеќе од 4 години. И тоа беше првично идеја да биде инструментален албум, бидејќи немав амбиции нешто посебно да се појавам како вокален солист. И Што те предумисли? Работата со ветерани, мама и тато. Не. Од дома никогаш не сум имал притисок што да правам во врска со музиката и со било што. Ама бев во некој таков филм што работев стално компонирав некоја инструментална музика. И тој материјал е повеќе од 4 години. Ама по некое време дојде момент кога се случија некој песник кај што мојот вокал почна да излегува на површина. Беше забележан? Па така се случи идејата да биде вокално-инструментален албум. Иван, на албумот забележуваме значајни имиња, кои што ние веќе неколку пати ги споменавме, од Дадо Топич, Владко Стефановски, Теодоси Спасов, Џамбо Агушев и така натака. Како се случи соработката со нив, бидејќи баш се реномирани имиња? Така е. 2019 година почнав да свирам со Владко Стефановски трио, тоа е интересна приказна. И после тоа дојде... Веројатно така се отворија патиштата. Па така се отворија патиштата и се случија многу контакти. Се случија контактите со Теодоси, со многу музичари. И кога беше припремата на албумот, ги побарав и Владко и Теодоси. Има интересна приказна со Дадо Топич. Тука можеби година и пол дена се баравме додека се склопат коцките. Ама среќен сум што сите гости на албумот прифатија без размислување да гостуваат на албумот, да бидат дел од... Мислам, како може некој да не прифати да биде дел од инструменталист кој што знае да диригира на 6 музички инструменти? Мислам, тоа е сериозно за познат со тоа е тоа што го препознаве. Затоа што мислам дека денес ветерани од карактер, да речеме како што се дава Топич, Владко Стефановски, точно знаат да препознаат со кои сакаат и да сработуваат. Мислам дека и искуството покажува и поучени од сето она што го сервирале на текот на годините како ветерани, точно знаат каде треба да придонесат, меѓу другото и за некој млад музичар. Со оглед на тоа дека имаше директна покана од Индекс да бидеш дел од нивната јубилејна турнеја 60 години од Индекс, така беше? Да. Тоа не е мала работа сепак за млад музичар како тебе во тој период да биде поканат со вакви легендарни екси ветерани. Така е, мене ми е огромна чест и задоволство затоа што јас пораснав со музиката на Леби Сол, на Индекс и на Дадо Топич и Тайм,
Кај нас во кола имаше касета индекси и уште од мал ги знам сите песни јас на индекси, на Дадо. Така си растен, да. И тоа е тоа влијание кое што денес веројатно се претопува. Така е, кога ми се јави за индекси, јас бев во шок. Исто кога се јави Владко на татко ми за да се запознаеме да свириме заедно. Тоа се позитивни моменти што живот значат. А инаку имаше прилика да свириш и рамо до рамо со Раде Шербеджи, ако не грешам, така? Така е. Убаво друштво имаше во тој период. Така е. Веќе неколку години секое лето се дружиме со Раде на Бриони, таму организираат еден фестивал фантастичен и така да цело време се случуваат убави нешта. Како е сработката со Владко Стефановски, бидејќи рековте минатата седмица Подгорица бевте, така? Да. Постојано сте актуелно и зафатени, верувам дека ќе имате уште побаво и 2025 година. Како е да се биде во друштво со таа екипа? Нема поубаво нешто. Прекрасно е тоа што имаме со Владко и со Јан фамилиарна релација. И јас сум пресреќен за таа соработка и стално сме на пат, патуваме, се дружиме, свириме. Нема поубаво од тоа, бидејќи живееме за тоа. И веќе соработуваме 5 години и имаме отсвирено повеќе од 140 концерти. Концерти во овие 5 години. Како е, верувам, возвишено е чувството да ја почувствуваш во живо таа енергија на сцената од Владко, од сите овие еминентни музичари со кои што навистина имаш можност да работиш и тоа би рекла ретка привилегија, Иван, бидејќи не секој нели може во зачетокот на својата кариера да соработува, да музицира, да учи секојдневно. Се служуваш со оваа моја констатација, верувам. Прашањето ми води во насока на тоа дека можеби 4 години, така ми спомена, го работеше или се создаваше овој албум. Можеме да кажеме дека и корона проект. Да. Тамо се почетоците, но што е следно? Дали веќе за побрз временски период се размислува на следно некое поголемо музичко парче? Дали веќе имаш материјал кој што едноставно чека да биде Така е, имам доста материјал и стално се случува нешто и работам на нови песни, на нови инструментални композиции. А тоа што беше прашањето какво е чувството, чувството е многу чудно и многу убаво, бидејќи јас кога имав 11 години, прв пат го гледав Владко Стефановски трио во Струмица со татко ми на концерт за прв пат и никогаш не очекував дека... Не си мислеше дека еден ден ти ќе бидеш на другата страна? Не ни сонував дека може тоа да се случи, да ние соработуваме и свириме заедно. Внимавај што посакуваш. Да, тоа е многу точно. И така да на првите настапи кога го гледав Владко од спротивната страна на сцената, јас не верував дека тоа се случува буквално како на сон. Да, одлично. Аудио култура беше местото каде што не покани на уживачка концертна слушачка промоција. Сега прашањето некаде кон крајот ќе биде дали албумот ќе доживее некаква експанзија низ другите градови. Имаш ли некаква пати, некаква соло турнеја која што ја имаш можеби во визија со оглед на тоа дека ќе ги имаш ангажманите, ама заслужува и албумот некако поинаку да се сподели. Сега како вокалист и мислам дека ќе се бара такво искуство. Дали дека ќе почнат можеби од Струмица, сега тоа пак ќе видиме, ама во Струмица веќе имаше промоција, тоа се случи во август и тоа беше првата концертна промоција официјална на овој албум. Официјална. Беше во склоп на Струмица Open Фестивал и помине фантастично. Во Струмица имаме една публика што стално се дружиме, свириме често во Струмица. Втората промоција беше во Славонски Брод на CMC фестивалот, каде што албумот се промовираше на денскиот прес на фестивалот, а вечерта се одржа еден фантастичен концерт, каде што бевме дел од една многу искусна екипа и многу популарна. Свиревме ние, ја делевме сцената со Неверне Бебе, Парни Ваљак, Ведран Божич и многу други изведувачи. И третата промоција беше аудиокултура
се надевам дека ќе продолжиме во тој правец и ќе има уште што да се прави. Да, имено мора Мислам да дека и се очекува до некаде после се ова. затоа што да, имено се очекува затоа што денес е вистински раритет да се говори за форма на издавање на албум. Знаеме дека дигиталната и сама ера некако носи нели нови начини на презентирање на музиката, дали тоа ќе биде нели тие музички платформи и така натаму, така што ретко се одлучуваат музичари веќе да речам искреираат музичкиот опус денес барем во ова време во форма на албум. Можеби некои се одлучува да направат преседан па лонгплейка, плоча и така натаму. Меѓутоа, затоа ќе честитам. Само да прашам како додовте до соработка со Кроација Рекордс? Дали тоа можеби беше поидовна точка со забележувањето твое со Индекс и јубилејна турнеја, Владко Стефановски работете така натаму, како потпишаш со Кроација Рекордс е една прилично голема издавачка куќа. Со Кроација Рекордс дојдовме до контакт преку Амир Бахтијаровиќ Баба. Така се случи главната соработка со Кроација Рекордс. Инаку имавме контакт преку концертите на Владко, ама веќе кога бев на турнејата на Индекси во Загреб добив покана да се случи договор. Да се случи прво состанок, па потоа дојде договорот. И во директна продажба може да се најде сега во музичките продавници кај нас или како онлайн продажба? Кај нас се уште не. Албумот може да се најде на онлайн платформата на Кроација Рекордс и мислам дека во сите продавници на југото. Така. Што ги има и кај нас, чинам дека во ГТЦ први спрат, ако се уште. Не сум сигурен кај нас дали уште го има албумот. Меѓутоа онлайн може да го нарача, така? Може. Преку веб страницата и твоја на социјални медиуми, ќе потсетим уште еднаш Sunday Vibes. Зашто Sunday Vibes? Тоа беше идеја на Кроација Рекордс. Аха. Тоа е инструменталот што го свириме со Неделни Владко вибрации. Стефановски, неделни вибрации. Како уживачко искуство, недела, пушташ албум и уживаш Иван Кукич. Така некако. Супер. Ке ти честитаме. Добро е што си направил нека исчекор некој да се покажеш и како вокалист. Незалудно ќе ти го дадеме аплаузот. Сериозно, одамна не сме слушал некој да инструментира 6 музички инструменти, затоа е вистинска прилика да ти имаме и да го прикажеме се ова. Ви благодарам. Следна дали декември негде може да закажеме музички состанок со тебе, има негде датум? Може, има цел декември е Пополнет? во гужва. Каде ќе биде негде низ Скопје или градовите тука ќе има негде? Во Скопје не сме, ама следуваат огромните концерти по повод 50 години Владко Стефановски. Во Сава центар во Белград, во Осијек и во Загреб во Лисински. И со мојата екипа имаме пополнети се сите викенди, ама повеќе во југоисточниот дел на Македонија. Ќе чекаме нови датуми, претпоставам дека може би следна година, така? Нормално ќе Да. бидеш. Имам чувство дека ова е дефинитивно Почеток. твоја година. Да, почеток дефинитивно, меѓутоа и убаво кронисување на 2024 и се надевам и посакуваме да биде уште поуспешна и годината која што За веќе празниците ја тука чекаме. Ви благодарам. Тука сум. Така? Одмори малку и да ги поздравиш Sunday твоите vibes, таман. Sunday vibes. Поздрав и до твоите родители. Убаво Поздрав, е да сега се- не гледаат. Така, значи да Да. ги Праќаме поздравиме голем поздрав до семејството Кукич. до музичките ветерани на Супер, баш не е нашата драго. земја. Поздрав до Иван и секако не заборавајте, дајте поддршката и уживајте во Sunday Vibes со Иван Кукич, ова е неговото дебитирање на сцената како соло артист.